Пред да започнеме со интервјуто, би ве замолила за вашите основни академски податоци. Јас сум професор Бранко Димески, доктор на науки по јавна администрација, кој што моментално е вработен на правниот факултет во Кичево при Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола. Толку време, значи мојата експертиза, мојата професионална област на работење е јавната администрација, системот на локална самоуправа и она кој што е поврзано со функционирањето на системот на јавна администрација и се разбира во склоп на тој систем и системот на локална самоуправа. Прво би ве прашала за стратешкото планирање. Општините мораат да прават стратешки планови, но согласно законот. Од каде ги изведуваат индикаторите или податоците за планирање, бидејќи за такво планирање е потребно истражување? Па вака, значи секоја општина, односно општинските служби или административните служби треба да имаат експертиза во поглед на собирање на податоци и нивна обработка. За да дадеме до еден индикатор, ни требаат бројчани податоци, значи податоци изразени во бројки, а тие податоци единствено можеме да ги собериме на терен, значи на терен преку прашалници, преку анкети, преку интервјуа и се разбира статистички бројки кои што можеме да ги искористиме од различни извори на податоци, како на пример Заводот за статистика, институциите кои што поседуваат конкретно институции кои што работат во делот на локалниот развој, кои што исто така занимаваат со статистички показатели за развој. Значи со цел да планираш нешто во иднина, ти мора секоја општина мора да има податоци на располагање со кои податоци ќе формира индикатори и за да може во иднина врз основа на оние податоци кои што ги прибрала во минатото да го планира идниот развој. Така, дали се сложувате со многу често искажаното мислење дека администрацијата нема доволно капацитет за отчетност и транспарентност? Па со дали јас лично се сложувам? Па пред се прво треба да потенцирам дека претходно има правено голем број на истражувања во тој дел. Очигледно и сме сведоци дека во последно време довербата на граѓаните во институциите е можна слаба. Зошто е слаба? Веројатно треба и граѓаните дополнително да се работи со граѓаните за да се види зошто и каде лежи таа недоверба кон самите институции. Инаку, дали лично сметам, онако што ме прашавте пред малку, дека не се доволно транспарентни, па веројатно и не се доволно транспарентни, затоа што не може туку така граѓаните да кажат дека немам доверба во оваа институција или пак немам доверба во таа институција и така натаму, значи мора некој да има некоја причина зашто е тоа така. Се разбира дека тие институции постојат за граѓаните. Од една страна да го задоволат јавниот интерес на граѓаните, од друга страна да ги задоволат исто така и потребите на граѓаните од локални услуги. И за да бидат задоволни граѓаните од работењето на општината, општината мора да превземе дополнителни мерки со цел да излезе во пресрет на граѓаните, особено при испорачување на локалните услуги од јавен карактер. И затоа сметам дека треба да се работи многу за да се врати довербата. Значи да се врати довербата на граѓаните во самите институции. Тоа е клучен момент. Што може и како општините да сторат во врска со градењето на добро економско окружување за водење бизнис и странски инвестиции? Па во контекст на кој што претходно го кажав, али и сега да се надоврзам, ние сите знаеме дека во рамките на секоја општина постои посебен сектор или пак негде одделение за локален економски развој, чија што улога е во корелација или пак во заедничка соработка со другите сектори како урбанизам и така натаму да водат битки, значи да водат битки, да стапуваат во комуникација меѓусебна се разбира, но и комуникација надвор од општината со други општини и други релевантни фактори со цел привлекување на инвестиции и продолбочување на економската соработка на локално ниво. Она кој што е битно за да привлечете некој инвеститор е пред се да во првобитниот контакт со тој инвеститор е да имате лична карта за себе си. Тоа значи дали вашата општина, значи која е личната карта на вашата општина, кои сте вие да се представите, значи какви услови нудите, какви се вашите локални прописи, какви се вашите даночни олеснувања, евентуално ако постојат даночни олеснувања така натаму. И исто така да ги запознаете идните инвеститори со локалниот живот. Значи каква е локалната економија во смисла на трошоци, цени,
благосостојба, како се движат платите, дали во вашата општина има доволно квалификувана работна сила со која што би излегла во пресред на потенцијалните инвеститори. Сакам да кажам дека самата општина, секоја општина мора да обезбеди претходно информации за себе си, со цел да се представи пред било кој инвеститор. Значи, секој инвеститор сака да знае, пред да инвестира, сака да знае каде влегува со инвестиција, значи каде оди, со кого треба да разговара, каков е амбиентот за вложување, каква е бизнис климата, едноставно бизнис климата и така натаму. Во недостиг на показатели, во недостиг на вакви информации, секој инвеститор би бил незаинтересиран. Така и вие и јас, доколку би сакале да инвестираме, прво нашите одлуки за инвестирање би ги базирале на информациите кои што можеме да ги прочитаме за одредено место, локалитет или општина каде што би сакале да инвестираме. Така. Ви благодарам за љубезните одговори. Ви благодарам и јас.